Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Александар Ристевски, политички аналитичар. Господин Ристевски, добродојавте во студио 10 и добродојавте во телевизија 24. Како што зборувавме, прв пат сте тука. Прв пат премиерно и се надевам ќе имаме плодна соработка во иднина. Се разбира, не сте нов во медиумите, тоа е добро, ветеран. Не знам како сме ве пропуштале на некој начин, но во ред, никогаш не е доцна. Значи ќе зборуваме, како што кажав, ќе направиме една вивисекција на македонската политичка сцена од сите аспекти, сето она што е актуелно, што се случува. Па еве да почнеме со она што е еден момент во медиумите, еден мотив кој се употребува во последните месеци, а тоа е дестабилизација. Значи го слушаме тоа дестабилизација, морам да кажам од двете страни, и од страна на власта и од страна на опозицијата или попрецизно од опозицијската ДУИ. Имено власта обвинуваше за дестабилизација, на некој начин го посочуваше прстот дека ДУИ сака, тие негира, но гледаме дека во последното писмо кое председателот на ДУИ Али Ахмети го упатил и до премиерот Мицкоски, и тој самиот зборува дека е можно државата на некој начин да се дестабилизира доколку, како што вели тој, се погазува рамковниот договор. Па еве да почнеме со ова. Имаме ли реална опасност од дестабилизација или ова е само еден политички мотив кој се употребува? Рамковен договор веќе не постои. Рамковниот договор се донесе во 2001 и подоцна во целост имплементираше во Уставот. Значи, таа тема треба да е ад акта, затоа што самата поента на некаков договор кој се пресликал во самиот Устав, нема потреба да се споменува како таков. Сега имаме важечки функционален Устав, се работи според Уставот и критериумите и законите кои функционираат во државата, така да зборуваме за доследно применување на тоа што се уставни одредби. Дадениот политички субјект, почнувајќи од конфликтот 2001, значи веќе на наредните парламентарни избори во 2002 година, заклучно со ова лето, во изминатите 22 години, активно беше 20 години на власт. Мислам дека подолг стаж како владеачка партија има само Социјалистичката партија во Јапонија и Социјалдемократската партија во Шведска. Не верувам дека некој, и можеби евентуално Лукашенко во Белорусија. Као политички субјект, после 20 години владение, на крајот на краиштата таа партија никогаш не била победничка партија, него се одело на некаков принцип на застапеност на етнички концепт, иако ние нит сме федерална, нит сме конфедерална држава, нити пак имаме устав кој го наметнува тоа. Политичките субјекти, ке македонските албанци, се единствени политички субјекти кои функционираат самостојно и идејата за вклучување во власта ја наметнуваат преку некаков прекјутен договор. Сите останати политички субјекти кои имаат етнички признак, на власи, на срби, на бошњаци, на турци, на роми, помалку или повеќе влегуваат во одредена форма на коалиција или се имплементирани во политичките субјекти кои се македонски, да кажеме, нели, граѓански или пак со одредена идеолошка матрица. Не се случило од 92 година, после техничката влада, нели експертската влада на Клюсев, значи во задниве 32 години, етничките албанци во Македонија да не бидат воопшто застапени во институциите на системот. Да, имало ситуации 98-2002, да, имало ситуации 2006-2008, каде што помала бројка од таа што е севкупна со етнички албанци во собранието да биде дел од власта, но на крајот на криштата ние задниве 7 години па имавме обратна ситуација. Имавме помалку или повеќе сите албански пратеници на купче, со влез излез на тие кои им одговараше на нели доскорешната ДУИ, но максимално не мнозинство етничките македонци. Нити по бројот на пратеници, нити по... Така да, задните 7 години ние имавме отсуство на поддршка кај мнозинското население кон владеачката структура. И имавме една климава влада која постојано владееше со 60, 61, 62, па ќе снемаше 2, па ќе дојде некои 2-3 нови, но се повторно од албанскиот кампус. Најголемиот дел на македонското етничко население, вклучувајќи ги другите етнички заедници кои се приклонуваат кон ВМРО ДПМН, па и кај ромите, и кај бошњаците, и кај србите, и кај турците, кај другите, беше ставено настрана. Така да, целиот тој мит, целата таа приказна за дестабилизација
е фарсичен. Јас претпоставам дека иницијално кога премиерот Христијан Мицковски излезе со тоа, претпоставам тоа не го зборувал паушално, значи очигледно имал некакви разузнавачки или било какви информации, моја претпоставка, иначе не верувам дека би се осмелил такво нешто да го пушти како балон или како муабет. Но од друга страна, мојот став е ваков. Човек со полни джебови, со дебел стомак не прави дестабилизација. Тие што се најадени, напиени, финансиски секако задоволени, нема да се бунат, немаат простор да се бунат на крајот на криштата, што би дестабилизирале и како би дестабилизирале. Ако мислат да кажеме да се бунат во собранието, тоа е сосема легитимно. Од опозиција се очекува да се буни во собрание. Ако планираат да прават улични протести, да кажеме, и тоа е законски детерминирано, треба физичко лице, Сејад Резвановиќ, да излези, да го пријави во полиција, да закаже термин, да каже кој, значи се знае принципот како се организира. Не може туку така некој да излези. Но, ако зборуваме за некаква форма на насилство, на некаква граѓанска непослушност, државата, како нели НАТО членка во одреден безбедносен пакет, како држава која се стреми кон Европска унија, илузорно е во 21 век, илузорно е после сите глупости ова општество што ги помина, да воопшто правиме муабет дека на некаква форма на насилен, агресивен или диверзијски начин некој би можел нешто да постигне. Тие приказни се завршени. На крајот на краиштата, знаете како ви кажат, проблеми и незадоволство тој тип, како што некој сака да навестува, прават гладни и очајни луѓе. Јас актуелна во опозиција, предводена од Дуи, да кажеме, не гледам дека е ниту гладна, ниту очајна. Да. Така да, сето ова го сметам за повеќе на анимирање на незадоволно членство кое беше убедено дека вечно ќе владе и не може да се соочат со реалноста дека всушност веќе бенефициите, привилегиите кои они втори, трети ешелон, првиот секогаш е нели напиен, задоволен, среќен, исполнет во животот, повеќе зборувам за оние што трчаат во позадина, сега тие нешто се бунат, а претпоставам дека раководната структура пробува нешто да објасни и да релативизира. Иако јас сметам дека актуелната структура во ДУИ е посреќна во опозиција, затоа што конечно ќе може да се активира на тема бизнис. Да. Добро, ајде да видиме за оно што се случува во владеачкото мнозинство, ајде да речеме. Некои ќе кажат дека власта продуцира и повеќе афери отколку што е потребно за волку еден краток период, особено власт која има прилично стабилно или добро владеачко мнозинство во парламентот, нема никаков проблем, како што и самиот посочевте во однос на претходната влада, која секогаш беше на некој рап на мнозинство, па така има неколку работи. Еве една од нив е назначувањето на новиот директор на Агенцијата за национална безбедност, Бојан Христовски. Бојан Христовски. Да. Има доста контроверзии околу таа тема, од она што опозицијата го тврди дека тој го нема највисокиот безбедносен сертификат, иако премиерот Мицковски вели дека тој има безбедносен сертификат извесен, па до тој TOEFL англиски тест кој сега се проблематизира, каде што тврдат, инсинуираат на некој начин опозицијата дека тој е, ајде да речеме, фалсификуван, дека е земен така, дека не е земен, па и дојде и бугарски медиуми, кажаа дека таму во Пловдив таа фирма воопшто не е таму, не се занимавала со тоа и така натаму. Значи, доста контроверзии, а и тука и неговиот бекграунд. Премиерот Мицковски вели дека тој цел живот во безбедносните служби, но што е точно, но други велат дали е сепак тој профил за прв човек на АНБ. Како гледате на ова? Види, тоа со англискиот јазик самиот треба да образложи или да потврди или да дементира. Да, при изборот на избрани именувани лица, не само во сфера на образование, во секоја директорска позиција кај нас се бара познавање на јазик. Тоа е еден од условите при конкурс. Ама јас вака најотворено, значи не ја релативизирам темата, баш сум тој кој на интервјуа и на настапи имал зборувано по тоа прашање. Кај нас имаше еден силен, да кажеме, дел каде што еден куп луѓе има TOEFL од Албанија, од Тирана и од Приштина, исто и од Бугарија, и јас едно време во еден мој телевизиски настап баш тоа и го спомнав, кам која е поентата да полагаш англиски во странска држава, пример. Ако имаш тука. Да, сега он даде едно убаво објаснување, пошто е исто така точно,
исто така е точно, како информација, дека прашање на термини. Ние имаме еден проблем кај нас кога се распишуваат било какви конкурси, ова е уште едно од една дебата што имам отворено во една друга телевизија. Кај нас се случува пример хипотетички. Сега Ризвановиќ сака негде да биде директор. И има шанса да биде. Државата во конкурсот бара TOEFL или IELTS. Не знае кога ќе се распиши конкурсот, а нели актуелниот директор кој е ВД директор или директор во заминување, го распишува конкурсот во року 8 дена. Ше минимален законски рок, пример. А може до 15 или до 30, само 8 работни дена е минимален. И се вие да ги имате спремни документите, ако не сте полагале или не сте планирале да бидете негде директор или функционер, колку време имате да ги збркате тие работи. И одите во најблиското место каде што може да ја завршите работата. И се доколку сте амбициозни, може тоа ќе биде Врање, Ниш, може ќе биде Приштина, Софија, Пловдив, Варна, негде каде што најбрзо можете. Тоа е унифициран тест, еден ист, на компјутер се полага со слушалки, нели, слушање, кликање, ова даваат резултат ово она. А доколку е англискиот проблем, тоа со англискиот треба самиот нели именуван директор да се каже да се образложи. Не навлегувам и не ги знам информациите какви се. Англиски многу едноставно се збори. You can address somebody in a different language. If he doesn't know how to respond, that is it. Така. Ако не знаеш да одговори, му се обрадиш на англиски, тој не може да има положен тест. Просто едноставно. Јас ви тврдам дека барем доскоро имаше еден куп директори кои јас ги знам, hello и goodbye знаеа да кажат. Ама имале тест од негде положен. Сега, околу стручноста и компетентноста. Ликот е од разузнавачкиот сектор, тој на крајот на криштата стана условно речено скандалозен, кога предпретходниот директор Викторио Димовски него го разреши од работа, тоест го отпушти со образложение, барем тоа јас го знам медиумски, со образложение дека татко му бил некаков антидржавен елемент, а воти бил антидржавен елемент, оти се занимавал демек со патриотиски, мислам, пазите, патриот во сопствената држава да го прогласиш антидржавен е малку шизофрено. Нели обично субверзивен против државата е тој кој сака сецесионизам, сака двоење, тој што сака да ја задржи државата, ја не знам како може да биде антидржавен елемент, тоа е малку смешно. И таква ситуација имаше кај што тој беше отпуштен и јавно објавен, нели поентата на разузнавачите е да бидат прикриени луѓе, да не знаат кај се што работат. И тој на тој начин пред неколку години, колку што се сеќавам, беше отстранет од самата институција. Значи по прашање на професионалност, тој бил професионалец. По врска со политичка поврзаност, па сите тие ликови што претходно помалку или повеќе биле активни. Еве токму тој директор него што го разрешил, во таа, тој бил во член во раководство во СДСМ, бил нели главен во разузнавање. Така да, цело тоа скандализирање на тоа кој ќе ја води службата или дали имал политичко минато бекграунд или во одреден период работел или правил нешто, според мене е повеќе паника на оние другите кои би имале штета од владење на овој. Добро, но тука така јас го сваќам. Тука имаме некои работи кои се навистина флагрантни, ајде да речеме, што го зборувате во однос на политичкото делување каде што тој бил истакнат член на партијата и тоа многу блиско, еден близок период. До пред година и пол две. Да. Тоа е едно, а второ бил директор на паркинг и веднаш имаше дури бил отпуштен од работа. Имаше дури да речеме ајде некои иронија демекот зајадливи информации како сега директорот на паркинг ќе седне да зборува со директорот на ЦИА или со директорот на МОСАД. Видете? Како ќе разговараат, на кој ниво? Тоа знаете дека се партиски подбуцување, значи тој пред да биде 6 месеци директор на паркинг, кој што де факто беше директор на паркинг, тој направи пример една многу битна работа како директор на паркинг. На едно 200 луѓе кои не плаќале паркинга, биле функционери во претходната власт, им ги укина привилегиите. Врз основа на што нешто што е јавно добро на градот, Сејад Ризвановиќ и Александар Ристевски кога сакат може да со картичка се паркират за без пари. А мислам дека во дадената ситуација тој човек беше директор на паркинг, предпоставувам затоа што остана без работа. Тој претходно 10 години разузнавач бил. Го објавиле дека разузнавачи за што треба 7 кили да продава, мислам не тезга на пазарче да отвори. Така да предпоставувам дека некој му излегол пресрет и му дал условно речено и раководна позиција за да во моментот можеби и форма на екзистенционално прашање, но и форма на па да се видат и менаџерски капацитети. Тоа беше кратка епизода мислам во неговата кариера, човекот де факто од безбедносните структури, нели? И човекот, меѓу другото, е, колку што знам јас, еве овде во општина Аеродром, експерт во борилачки вештини. Колку што знам има и доџо свое, нели? Значи, човекот е и физички, и психички, и претпоставам интелектуално во областа спремен. Мислам дека многу повеќе го скандализираат
неговото именување луѓе кои би биле, да кажеме, загрозени, еве да кажеме, од неговото работење. За мене е скандалозно човек што нема врска со одредена дејност да го ставите негде вака, да го црпнете што викат и да го ставите на одредено место каде што е нов па е нечија марионета. По другите аспекти, јас се надевам дека во периодот кој следи ќе се расчисти на крајот на криштата, ако до толку ќе се скандализира, можеби ќе се бара друго решение. Да, ајде ќе видиме. Мислам дека и антикорупцијска треба да се изјасни за овој случај, ќе видиме што ќе кажат. Се продолжуваме со амнестијата, таа приказна од некаде, да речеме, ајде заврши или застана со оставката на Комисијата за помилување, но и тука имаме сега некакви спротивставени мислења. Едно од нив е каде што премиерот Мицкоски кажа дека тие со тоа што дале оставка ја признале грешката, па се огласи професорот Каладжиев кој што кажа дека тоа воопшто не е точно, дека тие не признале никаква грешка, туку едноставно дале оставка од морални причини поради реперкусиите што оваа амнестија предизвика во јавност. Но сега е на некој начин форма на признавање на грешката. На некој начин. Само нема да го каже јавно Калеџиев, што и го разбирам до некој. Може да е оставка од морални причини. Тоа е исто така доблесно, нели? Тоа е грижа на совест, на некој начин. Во ред. Кога се повлекувате. Но тука имаме други моменти. Еден од моментите е дека Комисијата е советодавно тело. Дека таа дава совет на претседател. Таа не ја носи крајната одлука. Дека претседателката сепак ја подпишала амнестијата на овие луѓе. Добро. И тука сега јас поставувам друго прашање. Дали тука зател уште еден механизам во овој ланец кај претседателката, тоест бидејќи реално сега гледано не може ни претседателката да го знае тоа. Не може. Таа не може да знае кои се тие луѓе, нивниот бекграунд. Дали тој не друго сакам да прашам. Колку осудени луѓе во моментот ти познаваш? Па не, истото го зборувам. Таа не може да знае дали е тој член на наркоклан или не, или дали има други дела, но кругот околу претседателката, па меѓу кои еве да речеме можеби агенцијата за разузнавање, останатите членови од кабинетот, можеби треба сепак да го видат тој список, па да ја кажат претседателка, видите, ова треба да го провериме, ова треба да го провериме, ова треба да го провериме. Можеби затоа и доскорешниот директор од агенцијата го разрешиле. Можеби тоа е една од причината, може ова со помилувањето некакво кукавичко јајце. Види, јас не разбирате што сакам да кажам. Да, де факто. Види, има една ситуација кај помилувањето мене ми е малку фарсично. На крајот се сведува на некаков дил и на некакви конекции на некои помојкни, побитни луѓе нели во сенка што ги прават тие работи. Зошто? Во затвор, јас колку што знам, мислам дека околу 2000 луѓе има кои се осудени на затворска казна, уште не се пратени на извршување. Да. Имаат правосилни пресуди. 2400. 2400. Значи, треба да лежат, не лежат, пошто нема место. Малку интересно како ќе решат Алекс, Сејат или некој да го решат, како одеднаш има место. Ме разбираш? Значи, за некои луѓе нема место и чекаат да лежат затвор, други лежат затвор одма, некои луѓе за банални дела, банално дело е за мене, да кажеме, сообраќајна несреќа. Тоа е небрежност е, ама не верувам дека некој се залетел со кола да те згазни намерно тенденциозно, никој не ќе се го уништи животот. Има луѓе кои лежат за одредени прекршоци, за некоја проневера, за некаков деликт од самоодбрана овона, ти осудуваш луѓе со криминални дела и со бекграунд кој е, како да ти кажам, евидентен дека одредено лице прави зло, да кажеме, и тоа лице кое е осудено за помала казна, значи не е осудено за убиство или за грозоморно нешто направено, туку ради оружје, ради било што, и ти баш него го помилуваш. Тука покажува еден патерн, една шема на влијание на други ликови. И јас, едно мене не ми е јасно, како може, еве го гледав и Каневчев, го гледав и Калајджиев, како е можно да ти дадат таква висина, се тоа учени луѓе, знаеш, кога гледам од 7 луѓе, 5 се доктори на науки, ако не грешам се. Значи од 7 луѓе, 5 се доктори на науки. И то возрастни луѓе, во веќе 60 години, 20 се помлади, другите се зрели луѓе со биографија. Јас предпоставувам дека за тој ангажман кој го има, добиваат и некаква пристојна, солидна надокнада, сигурно не волонтираат таму, така? Кога ти имаш кариера од 20, 30, 40, 50 години, кога си на висока позиција именувана од страна претседател на држава, и кога за тоа добиваш некаква пристојна или солидна надокнада, што можеби е поголема од цела плата за која работи Трајко и Петко цел месец. Логично е да и ти самиот влијаеш
сега не ја адресирам на оваа комисија за помилување, го сите претходни, да побараш системско решение кое го има еве на филмовите што сме го гледале во Америка. Пример, кога треба да се помилува затвореник таму, тој има право да бара помилување на секој 6 месеци. Комисијата оди кај него во затвор, го вика на сослушување да го види човекот, да го праша кај нас некој ти прибере информации, некој управа за извршување на санкции, политички менувана, што викаш може би разузнавање исто политички менувано, значи има хиерархија горе кој дава наредби на Сејад, на Алек, на Петко, му дава списоци и овој таксативно правно ги гледа. Аха, осуден е на 18 месеци, на 20 месеци, одлежал 12, делото му е такво, пушти го. Значи, ме разбираш, ова сега што ни се случи, може да е скандалозно де факто, но иницира можност и за промена на системските можности, помилувањето да биде насочено пред се кон луѓе кои се покајаници или луѓе кои го отслужиле своето или пак кои во затворот на некој начин се ресоциализирале. Еден куп од ние, како е звањето на затворите? Казнено поправна установа. Казненото е тоа што ти ја ограничува слободата, така? Што е поправно? Добро, кај нас тоа е елемент на ресоциализација, учени дека не Ама постои. тоа го имаше сеат. Јас живеев... Имаше порано, да. Јас како дете живеев во Топанско поле, на разлика помеѓу Горно и Долно Топанско, на улица Август Цесарец, имаше будка на Капе и Дризово. Од таму купувавме јајца, кисело млеко и еден куп... Затвореници го правеа. И одеа дури со дампинг цена. Значи, кога дете памтам, одевме да купиме кисело млеко, таму јогурт, ово. Значи, второ, сегде во светот затворениците се унифицирано облечени. Кај нас ако еден тренерка, еден монтка, значи, владе распашана команда. Имат големи територии, големи имоти, не се ставени во функција. Тоа е затоа што директорите и севкупната внатре структура што е, се доведовме во ситуација да некој политичар, министер за правда, отието под правда, а правда е едно од најшетаните министерства, нели кога порано имаше министерства кои никој ги не кеше, нели, за коалициски партнери и обично беа да кажеме екологија, на никој не битна, нели? Затоа и таква ни е државата, оти на никој не битна екологија. Нему е важно, да. Второто, кога секој ќе офатеше МВР, финансии, транспорт и врски, тие поголемите, што почна да прават пред 10 години? Почна да го шараат правда. Колку министри за правда имаме задниве 10 години? 7. Значи, како да ти кажам, секој стана министер за правда. И секој министер за правда оди во некаква коалициска делба или наши, ваши, мои, твои, ги менува во управата, нели? Управата ги менува во затворите и ти немаш континуитет. Пак ќе кажам пример. Во светски држави директор на затвор знае да биде по 10, по 15, по 20 години. Ние имаме година, две, па ќе му ја запалат колата, па ово. Значи, тоа е еден од ресорите и еден од дејностите каде што мора сериозно да се вложи енергија. Европа ни дава силна поддршка и пари да ги реструктурираме затворите. Значи да се направи условите каде што дел од затворениците се чуваат, еве неколку репортажи имаше од разни медиуми задниве година дена, тоа е стварно нездраво. Значи поентата не е ти она фраза што се користи во ќе скапеш во затвор, па стварно скапува, тоа е не човечко е. Да, кај нас се условите на вистина, тоа е констатирано и од во сите извештаи релевантни. Добро, ова што го зборувате, добро, ова е добар повод. Барем некој да размисли на оваа тема, основа за дебата, да. Дали бидејќи како што кажав, на крајот на краиштата ова се рефлектира лошо на претседателката, како што кажав, она не може да знае. Значи, можност да се направи една реформа на овој систем. Иако претседателот на државата во Македонија, кој да е личност во основа со најголем легитимитет. Затоа што претседателот на државата е единствена личност која директно освојува гласови од сите. Значи, ти имаш претседател на влада, така? Претседател на влада. Претседател на влада излегол како представник на политичка партија, но тој водел изборна единица. Изборна единица 1. Во изборна единица 1, претседателот на влада, заедно со еден куп пратеници по него, освоил 60, 70, 30, 50, не знам колку, 100.000 гласа, хипотетички, така? Во изборна единица, и тој
генерално својот легитимитет го води тој плюс 8-10 пратеника колку биле во изборната единица, секој друг реонски, секторски си фаќа, легитимитетот на пратеник е меѓу 6, 8 и 9 илјади гласа, тој што е главен, еве да кажеме, сите се на негов грб. Ајде, да вулгари. Председателот на држава е единствен кој има една тежина од 400, 500, 600 илјади гласа. И сега, значи, тоа значи дека најголем дел од нацијата и огромен дел од излезениот гласачки електорат во целата држава стои зад него. Сите другите се избрани именувани лица, нели? Или имаат помал легитимитет. Вториот кој требало да има таков легитимитет е градоначалникот на град Скопје. Ама еве градоначалничката наша излезе на избори, се испостави дека легитимитетот не е неизин, туку на партијата која има предложено, излезе на локални избори, освои 3% од тоа што тврдеше дека вреди. Така да тоа е еден добар показател. Да, добро, председателката еве како професорка по уставно право, можеби сега и ќе повлече некаков потек во таа насока однос на реформа на тој цел систем на помилување. Продолжуваме со останатото. Имавме вчера едни интересни настани во однос на патот кој се гради према Охрид, интересни изјави од министрот Николовски. Нема да навлегуваме тука во премногу во детали околу таа траса, нели? Тоа е дел од коридорот 8 на некој начин, кој треба да се спои. Но еве што вели опозицијата. Велат ВМРО ДПМН тотално го смени ставот. Сега го прават проектот за кој најмногу не критикуваа. Сега велат дека тој проект е супер, дека е одличен, дека ќе се патува до Охрид за час и половина и така натаму. Велат дека тоа е политичко лицемерие. Вака. Ако се земе што е подпишено во договор, јас прво сметам дека добар дел од тие што го значи зборуваме за Бехтел и Јенка, за гледачите да биде појасно. Бидејќи така го знаат повеќе како Бехтел и Јенка. Да, договорот на Бехтел и Јенка. Јас се уште тврдам дека треба да се најде модалитет околу она што е доверлива информација со Бехтел и Јенка, затоа што прилично ригиден договор е направен. Ригиден во смисла каде што објавувањето и јавното потенцирање на информации може да плаќа пенали државата, непочитувањето на договорот може да плаќа пенали државата. Значи има еден куп заштитни мерки, но не заштитни мерки за државата, туку заштитни мерки за Бехтел и Јенка. Кога ти од позиција весеат доколку си ти Македонија веќе плаќа многу пенали такви, премногу за ние такви договори. Ние имаме лидер на опозиција, а другиот е сега повратник, нели, министер, али пред се лидерот на сегашната опозиција, кој целосно ад акта го стави градењето на клинички центар во самата државна болница, ургентниот центар. Тој договор беше околу 120 милиона, 130, финална, зграда на 10 спрата, зграда која беше помеѓу породилно, помеѓу кажи го хирургија, помеѓу стоматологија и друго. Сега таму, после тоа во време на короната, на истото место добивме паркинг. Со градски пари, град Скопје го градеше, 1 милион евра. Место од 120 милиона да добиеме една унифицирана зграда со топли ходници и со хеликоптерска писта горе, ние сега плаќаме 2-30 милиона на италијаните, пошто завршен договор, има припреми за градба, го градија градилиштето, сега ние ќе платиме пенали, 2-30 милиона, со кои 2-30 милиона, например, ќе довршиме Штипска болница. Ние пенали плаќаме како држава, затоа што некој рекол нема да го градиме. Ај што рекол дека нема да го градиме, рекол дека ќе градиме клинички центар во Визбегово. Во Визбегово не се изгради клинички центар, затоа што е се приватен имот и требаше платат 50 милиона за земја, пример. После реше у касарна да го градат, па не го градеа, па рекоа во Ѓорче и на крајот требаше да се гради, иако пак тврдат Ѓорче, тоа е веќе патот на Кекондово, значи општина Сарај скоро, над автопат горе на брдото. И сега, во ситуација каде што ти развиваш државна болница, 70-80 години, каде што од 5-6 илјади евра лекарски персонал, 3 илјади живеат на водно, капиштец и козле, ај кажи им ти, жити мене сеат, како ќе ги пратиш во Кондово. А сите тука станови купили, илјадници луѓе. Втора работа, кога ќе дојде човек од провинција, од внатрешно, со воз или со автопат и дојде на меѓуградска автобуска. И се плаќа 200 денари за такси. Ако има воз. Ако има да си ми живи здрав, ќе дојде со автобус или со комбе, ќе плати уште 200 денари такси, ќе дојде во држава. Накој не ќе се качи на ПСК, на тројка, ќе дојде, ќе оди до ГТЦ, ќе се качи на ПС7, ќе оди, се збориме најпрактично, нели? Да. За да народот го осети мове.
Како ти човек на меѓуградска автобуска ќе го однесиш 15 км ван Скопје? Со кој превоз? Со двојка ќе се качи, ќе го изгубиш. Ни те поврзано инфраструктурно, ни никако не е поврзано. И на крајот дојде, сега се менува власта се и вика, се откажаа, вика, од желбата за изградба на нов клинички центар. Вие имавте само анимација, човече. Нит имавте урбанистичко решение. Нит имавте финален проект. Нит имавме... Проценка беше 500 милиона. Луѓе, само да дозволеа, да не забегува, сега ќе имавме 4 или 5 години беше рокот, сега ќе беше изграден клинички центар внатре во државна и не може да го правиме глупиот мобет. А како контратежа на тоа, ќе се срушеа 15 објекти внатре, ќе се срушеа оние хематологија, ово на стари оние грди објекти градени таму 45-та, 50-та, се ќе се срушеше, ќе си имаше тревичка, ќе стаја 2 катни гаражи, ќе онемаше хаосот. Да си гледаш ли суетата и фрустрацијата што прават? Се враќаме назад на Бехтел Јенка. Да. Бехтел Јенка, ако не го градиме, пари ќе даеме за ништо. Стотици милиони ќе даеме и то пази, договорот кој е подпишан од страна на нашата влада бил подпишан како арбитража да не биде британски суд. Зошто британски суд? Ние сме континентално право, зошто не во Париз? Ние не знаеме како народ да се браниме на британски суд, различно е судството. Значи гледај како тој што подпишал било што не ставил во подредена положба. Ти кога работиш во интерес на државата, ти не го браниш Бехтел Јенка, Бехтел Јенка има свој интерес. Ако е милиарда 350 милиони, негов интерес е 400 милиони, 500 милиони ме останат чист ќар. И ти си има возможност, може и повеќе. Сега, во таква една лоша ситуација, лоша состојба, работата на премиерот и на министерот за транспорт е да извлечат максимално што можат. И ако се сеќаваш, дури Николовски еднаш рече, вика, ние ќе гледаме, вика, да не им платиме екстра, да им олесниме што треба, но ако можеме да им извлечеме уште некој километар, пример, ако се гради автопат Прилеп Битола, да им извлечеме во таа цена, пример, да направи за обиколница околу Битола према Грчка. Пошто проценката е дека нема они да потршат толку, профитите им се огромни, дај да видиме што можеме да извлечем. Што е многу паметно. Јас, пример, ако се прашувам, како Александар Истевски, на трасата, пример, еве да кажеме, Гостивар Букојчан или оној крак према Струга, јас би ги замолил да барем, пример, кога копаат, кога пробиваат, не без финални работи, да пробијат, пример, траса или можност тука и за пруга да оди. Ме разбираш, кога веќе се копа на големо, кога копаш овде ширина од 40 метра, да ископе уште 10 метра, тука да може паралелно, пример, да оди железничка пруга. Така јас мислам дека е паметно. Така да, Коце Трајановски еве како главен на ЈПДП, јавно предпријатие за државни патишта, Коце Трајановски каже една многу убава работа и секоја чест многу пластично ја образложи. Година и пол имало време во владение на другата структура која ги терала работите. 1000 спорови. Онот кој дошол за 3 месеци, 1200. Значи, пута 6 ја забрзал работата. Во договорот пишува дека не може да почне изградба на патна мрежа, а тие имаат рокови да градат, додека ние не ја решиме експроприација. Значи, тој не може да гради врз земјиште што Сејад Ризвановиќ го поседува, мора со Сејад да се договори, да подпише договор, да се обештети и тогаш овие. Второ, Прилеп Битола беше најочигледно. Требаше да се гради и еве почнува да се гради Прилеп Битола. Секој што ја знае, Пелагонија и што малку повеќе информиран за некои работи, знае дека низ Пелагонија и цело Пелагонско поле, на поголема длабочина сегде, има огромна оставштина од мини од Првата светска војна. Ден денес, сегде околу Битола и Прилеп, кај да ископаш во длабочина ќе најшол во кави гранати. Тие, ако Сејат и Алек поминат пешки, нема се случи ништо. Но ако почнеш ти со машини да работиш под притисок, ти има шанса да експлодираат. Задниве 2 месеци, колку што знам, деминери работат на терен и стотици мини се извадени. Така да, лицемерието е кај тие што подпишале нешто, предпоставувам од државни, но во голема мера и од лукративни причини. Лукративните причини ги гледам кога ќе го ставиш тој другиот во подредена позиција на државата. Добро, тоа како се градат тие автопатишта, коридори, слушавме кај нас порано. Дај Боже, можевме и да слушаме, да. Точно. Во однос на тоа на коридорот 8, но тука се на некој начин ајде да речеме противречни изјавите на министерот Николовски. Тој прво кога дојде рече дека нема да се гради пругата кон Бугарија, дека тој коридор 8, дека Бугарија не го направила свој дел. Нема да се гради на овој начин.
И така Не натаму, воопшто, не воопшто. Тоа му беше една од дополнетите изјави на овој начин. Добро. Прво рече дека нема да се гради, па дојде Да, нема одговор. се гради вака, да. Дојде одговор од европските институции кои што кажаа дека тие пари се наменски за тоа, дека мора да се гради. Иако тој рече во прва фаза дека доколку има можност, ова сега решение нема да се гради сигурно, а ако може тие пари сега би ги пренамениле веднаш за нешто што е Да, функционално. но Тоа го потоа рече, кажаа дека не може, дека тие Да. се за тоа и дека тоа мора да се гради така. Не, така нема сигурно се гради. Не, дека мора да се гради тој Таа проект, траса, да. таа траса. Значи, некако како да се обидуваше министрот Николовски тука да го некако тие пари да ги преусмери, но Да, ми се да, чини дека тоа го доби кажа. тука доби тука на некој начин жолт картон, ајде да речеме, од европските институции. Едно нешто што го кажа, што ми се допаѓа, беше многу точен и на место, рече не ќе да бидам од оние министри кои во своето владение без оглед дали е 2, 3, 5, 7 или 8 години ќе започне, сакам вика истото што ќе почнам и да го затворам и јас да го отворам. Што е многу легитимно и разумно. Затоа што низ годините во државава ние имаме вака се инфраструктурните проекти се најтешки и најдолго траат. Вие една зграда да изградите има шанса да ја спукате за 2 години, нели? Ако е решено имотно-правниот однос, ако имате локација и место, може да ја направите брзо. Тоа што е траса, поготово Македонија е во најголема мера ридско-планинска земја, тешки места има копање, минирање, рушење, ве гледате на неодредени патни правци, слечишта ни се случуваат ради лоша геомеханика и лоша проценка. Кога јас видов, се зборам за себе лично, кога јас видов дека проектот е ваков, дека под Крива Паланка, под Кујки се гради, денивелација, значи со тунели ко метро да е, дека проаѓа таму и шиба низ планините, 20, 30, 50 метра под планина, и тунелот кај што е граничниот премин Деве Баир, тунелот завршува на сред планина и Дзид. Значи, ние почнуваме тунел, да кажеме, 2 километра пред Деве Баир, влегуваме таму и правиме муаве докај што е горе во небото фиктивна граница. А Бугарија нема проект, не е спремна и кога ќе почне да гради, треба да ни го гаѓа нашиот. Да, добро. Тоа е малку лудо. Задржете ја мисла дека ќе продолжиме, бидејќи сега ќе се вклучиме во живо екипата на телевизија 24 е на терен. Имено имаме дојава за можна бомба во еден од индустријските капацитети околу Скопје. Ја вклучуваме Енџи Николовска. Енџи, повели, што знаеме? Сега, во овој момент, она што можам да го кажам е дека утрово е пријавено дека во фабрика која што се наоѓа во населба Илинден е пријавено дека стигнало на службениот мејл за поставена експлозивна направа. Во продолжение ќе соопштам и оно што е официјален став на Министерството за внатрешни работи, а тоа е дека утрово околу 8:20 часот во СВР Скопје вработена во правно лице од населба Илинден пријавила дека на службениот мејл на правното лице во 6 часот утринава стигнала порака дека во фабриката е поставена експлозивна направа. Во моментов се тука на терен и екипи на СВР Скопје, единицата за антитероризам, и откако били извршени потребни проверки, се укажало дека не била пронајдена експлозивна направа, односно констатирано е дека станува збор за лажна пријава. И покрај тоа што е констатирано дека станува збор за лажна пријава, оно што можете и вие да го забележите е дека сите вработени се надвор и се под стрес и затоа и нашиот пристап не е дозволен до баш влезот на фабриката, туку сме на определена оддалеченост. Тоа е тоа што можам во моментов да го споделам, а со повеќе информации во информативното издание во вестите во 12 часот. Добро, значи според констатацијата експлозивна направа сепак не е пронајдена, значи состојбата е на некој начин смирена, ти остануваш на терен, како што кажа ќе видиме во вестите во 12 кои се најновите информации. Благодарам, Енџи. Се враќаме во студиото Ристевски, зборувавме за таа трасата кон Бугарија, кажавте дека укажувавте на некои абсурди на таа траса. Интересот на Македонија во основа е да се изградат сите патни правци. Еве, баш во мојата вчерашна колумна и како надградување на таа пресконференција и почетокот на работите, ние сме 5000 километри квадратни поголеми од Словенија. Словенија неколку пати сум ја посетил и блиски членови од семејството имам таму, еве, кои живеат и се. Не е се со автопатишта, но има експресни патишта, прекрасни. Во Словенија, Љубљана може би и така поставена, не е битно. Од секаде во Словенија за час и половина вие можете да стигнете во Љубљана.
Токму затоа и Љубљана го има тој луксус да биде условно речено затворен град, па да остане некои 250-300 илјади, ако Скопје ова лудило што се гради во околина околу вас во задниве 5 години овде никна 20 згради, планира уште 20 да се кренат, ова беше индустријска зона. Супер е што се гради, ама може да бидат поразделени, ако ме разбираш кај го насам, со повеќе зеленило, со повеќе се. Ние стануваме на бетонска џунгла, а народ се помалку има. Тоа значи дека или еден човек држи по 10 стана и најголем дел седат празни, што е во голема мера и вистина, но и дека цела внатрешност од државата доаѓа во Скопје. Тоа е така, затоа што останатите градови, ти 70% од струјата во оваа држава се изработува на 10 километри од Битола, Битола нема парно грејење. Пред претходната власт на ВМРО ДПМН го започна проектот за топловод, значи таа врела вода што се испушта од ладењето нели на горењето на јаглен, врелата вода да доаѓа до градот да се пушти парно. 7 години требаше да се изгради, 5 години не се градеше, во последните 2 години претходната власт почна да го гради. Значи тоа што нешто требаше да почне, се замрзна 5 години, почна да се гради. Еве сега најава дека наредна зима има шанса да има парно во Битола. Знаеш која е најголемата фарса? Битола имаше пред 2-30 години парно. Целиот северен дел од Битола, значи од болницата нагоре према Нова Битола изградите, што е нешто како аеродром во Лисиче во Скопје, има парно. Се греја на мазут со котли. Во становите имаше парно грејење во Битола. И одеднаш пред 15-20 години, да не претерам, после 2000-та, се укина. И сега, како град кој е најладен во Македонија, Битола во зима е најладно. Најстудениот град цел се грее на дрва. И сега, тоа покажува колку сме ние мутави, колку сме неорганизирани, колку сме ходи. Во Скопје има втора ситуација. Топлана север не е поврзана со Тето, со исток и со запад. 300 метра фалело. Сега 300 метра, не 30 километра. 300 метра. Значи една улица треба да се затвори, а се ископа еве од тука до реката Вардар, да се ископа, да се спојат сите и цел тој да биде еден прстен. Знаеш колку луѓе имаше го користат парното север? Моите родители се на него. Ова го знам од прва рака. Знаеш колку луѓе го користат? 800. И го држи приватна фирма. А пази, тоа е единствена топлана која е на земен, на газ, на природен газ. Е сега, знаеш колку парна потенцијални приклучоци може да има веднаш да се приклучат, пошто најголем дел од Чаир, Бутел и Скопје север се згради. Знаеш колку можат веднаш да се приклучат, тоест имаат внатре во зградата мрежа, само треба да се спојат. Да се донесе инсталација, да. 10.000. 800 користат, а 10.000 потенцијални приклучоци има. И не се приклучуваат, пошто не заврзани во систем. Моите на двособен стан плаќаат 5.000 месечно. Мрдната работа. Мојот стан е 30% помал во квадратура од станот на моите. Јас во Карпош плаќам 1000. Татко ми мајка ми плаќаат 5000 денари. Да. Се, тоа се проблемите што сеат Александар, Матилда, Трајко, Ѓорко, Ана ги имаат, тоа се проблемите. За тоа треба да збориме за луѓе кај се паркираат по тротоари, за бучава, секој си зема право журки да прави верски објекти што сака, паркирање, хаотично возење, сето тоа се проблеми. Ние одиме, човече, во поларизација на тема дали Сеат да бил, дали Алек да бил, дали е ВМРО, СДС ДУИ, правата на албанците, правата на македонците, дипломово на... Ние станавме себични ко нација, изфрустрирани, лоши и злобни, и секој го гледа својот интерес. И токму ради тоа луѓе фрлаат ѓубре од тераса. Добро, ајде, дојдовте некако природно до последната тема, а тоа е локалната самоуправа, општините. Бидејќи како што велите, треба сами нешто да направиме за себе. Тука се проектите кои доаѓаат од унгарскиот кредит, кои сега се дала на општините, но тука постои сериозно обвинување од дел од општините и тоа е многу интересно, токму оние кои се водени од опозицијата, како Струмица да речеме, или како што е Карпош. Карпош се повлече. Или како што е град Скопје, тоа не е опозиција, тоа не знаеме што е. Не знаеме, хибрид. Представник на власта или на опозицијата, без разлика. Значи, токму општините кои што имаат на некој начин политички проблем со власта, тие не добија пари. Прилично едно сериозно обвинување, бидејќи прво е дека овие пари се даваат пред локални избори, што на некој начин може да се свати како на некој еден подкуп за граѓаните на тие општини од страна на власта, а второ што
па не се даваат на општини кои не се под нивна контрола, што е уште по еклатантно. Подкуп е ако му ги даваш парите на народот. Тоа е подкуп. Ова е реализација на проекти. Втора работа, дали не ти е симптоматично, што пример еве дури гледам интерна караница се објавува, Костадин Костадиновски му врши притисок на Герасимовски во центар. Герасимовски е прилично разумен човек. Искулиран, смирен, едноставно неконфликтен. Човек гледа да ја заврши работата, да изгради школа во пролет, да направи ова, си работи човекот. Костадиновски го кара него, да ме лојалност требало, партиско воне. Второ, ајде да не забораваме една работа. Кој е градоначалник на Крива Паланка? СДСМ. Се бунили? Не. Кој е градоначалник на Делчево? Се бунили? Не. Кој е градоначалник на Крушево? Се бунили? Значи, во дадената ситуација нема место опозиција, има Костадин Костадинов. Но видите, Скопје е половина Македонија. Буквално. Значи, Третина. па Третина. Финансиски половина. Колку луѓе се во Финансиски Скопје? половина. Значи, добро. Сите граѓани на Скопје се на некој И начин сите општини доби еден куп проекти. Сите градоначалници, јасно Перински искочи на пресконференција, барем јас, еве, детално внимавам и знам што зборувам, затоа што не знам, одма се повлекувам, пошто не знам, немам информации. Перински јавно рече: инфраструктура, градба и подобрување на услови. Госпожава бара пари за автобуси. Не можеш пари да ти дај за автобус, ти сакаш кредитирање за превоз. Тоа ти што си го ветила и тоа што викаш дека имаш сила сама го сработиш, сработи го. Второ, премиерот ја демонтираше една друга. не го ветила она, го ветила ВМРО ДПМН. Да бидеме прецизни. Таа вели дека таа го ветила. Јас знам кој го ветил и како ветил. Не. И таа вели дека тоа ВМРО ДПМН го има стајно во својата програма, тоа го вели градоначалничката. Да, ама градоначалничката заборава една работа. Дека постојано, види, таа е де факто една од најголемите грешки што ВМРО ДПМН има предложено. Да имаше големина кај незе, сите да свртеа грб, таа немаше да оди да тезгари, да става било какви луѓе, едно време да ги напа и ги шиканира дуи, па после да дава од дуи директори, да едно време влези во војна со Шилегови со СДСМ, па после да шурува со СДСМ. Голем човек знае кокава му е чергата и до каде може да оди. Тоа ти е сега, знаеш како, ти ко мал си сакал многу кошарка да играш, и може и сега да играш, и мене ме предизвикаш и има шанси да ме победиш. Ама малку е сулудо ти да пробаш да играш кошарка со Перо Антич колку сака да е стар. Или некој, или со Тодор Гечевски кој е замрзната кариера. Прво смешно ќе изгледаш, бил професионален кошаркар, ќе ти. Така да, понекогаш, не за како паралела ја земам, треба да си ја знае мерката и чергата до каде може да оди. Значи, секој политичар и секој градски татко кој е предложен од голем политички субјект и победил благодарение на голем политички субјект, не може да се прави поголемо што е. Да, позицијата е голема, ама не можеш да кажеш ти, јас сам ќе владеам, пошто си сам не си бил избран. Победи Трифун Костовски, де факто. Ама Трифун Костовски победи исто така тогаш ради. И Трифун Костовски барем сработи нешто во својот мандат. Градоначалник во 2 мандати беше и Ристо Пенов. Исто така од помалство политички субјект. Ама еднаш победи благодарение на ВМРО, еднаш победи благодарение на СДСМ. И тоа е факта и реалноста која мораме да ја прифатиме. Единствени градоначалници кои биле членови на својот политички субјект и грб, ветар во грбот добили од својот политички субјект, сме имале двајца. Во 2 мандата Коце Трајановски, кој според мене, иако се случи промена на власта, требаше да добие и 3 мандат за да си ги заврши проектите кои ги тераше одлично и еве во пракса покажува каков е човек како оперативец. Вториот кој за несреќа новој што не освои 3 мандат, кој исто така со политички легитимитет од силна владеачка партија беше Петре Шилегов. Сите другите кои го воделе Скопје во плурализмот од 94-та навака биле избрани благодарение на некаков компромис и благодарение на поддршка на голем политички субјект. Добро, да не, иначе не можеле да бидат. Да не правиме анализа сега, не беше се целта враќаме на проектите. Единствен кој јасно, единствени двајца кои екстремно јасно се жалат се Костадин Костадинов и Даниела Арсовска. Кај Костадин Костадинов дури му рекој, му го проширија рокот за еве од сега уште 3 недели, дека документацијата со која сите конкурирале, тој ја немал. Јас не верувам. Ако е така, вие новинарите сте тука да побарате лично еве и од Перински и од другите министри, дај да се види, еве викате дека Костадинов има нецелосна документација. Ве молиме, може да ни кажете што е нецелосната документација? Пошто очигледно еве, Делчево нема проблем, Крива Паланка нема проблем, Крушево нема проблем.
Центар нема проблем. Кај Герасимов, тие се сите од СДС. И има уште негово, тие има 13 општини. Значи не е само Костадин Костадинов. Кај Даниела Арсовска, другите општини во Скопје добија тешки пари, може 30 милиона добија другите општини. Град Скопје не доби, премиерот меѓу другото кажа околу инфраструктура што е проблем. Не може вие да имате 10 милиона евра кои ви седат 2-3 години нечепнати. Клучката треба да ја направите кај Момин поток, секој ден возам од таму, јас барем знам. Ама знаете колку споро се работи, значи страшно колку е споро. Тој период што во време на Шилегов почна да се работи, ја мислам дека овие 3 години тапка во место. До сега таа клучка, колата си ја искршив јас од клучката на Момин поток до врзување со Словенечка. Сега се возим низ река Серава, низ уличките таму. Секој ден возам, знам што зборам од прва рака. Па вие штом тој проект не можете да го завршите? А 3 години го терате. Како може да барате пари петља ваму, клучка ваму, која ќе ја сработите? Вие тоа зашто имате пари, ве чекаат, префрлени ви се и не се трошат. Многу луѓе, обичниот народ не знае. Во сфера на државата, без оглед дали општина или министерство, не можеш ти да си штедиш пари. Јас се сеќам пред 10 години една директорка имаше, 2 години седеле парите на сметка за проект и она као покажала одговорност, нели ги чува. Ама тоа дома така правиш, така? Тоа е штедење. Во државата правилото е народот да знае. Кога ти ги предвиди некои пари од буџет, планирани, 500.000 милион, 2 милиона евра, успешен директор е тој кој на 30 декември парите ги има истрошено, салдо нула да има. Да, ние имаме... А кај нас имаме директори и политичари, вика вика јас не оставив долгови, вика во плюс. Абе нула треба да имаш, како плюс? Не имаме проблем со неискористеност на проекти. Да. Господин Ристевски, ви благодариме за ова гостување. Ми беше задоволство сега. И како што кажав, прваче сега, па ќе продолжиме понатаму. Ми беше задоволство и поздрав до гледачите на 24. Со ова го завршуваме првиот дел на Студио 10, како што кажавме. Сега ќе видиме една промоција на книгата Едно тело, 1000 зборови од авторот Александар Дренковски. Книгата не советува, ни дава одговори за причината поради кои сме дошле до одредена состојба и состојбата со која може да се избере диета, за да знаеме што е подобро за нашето тело и здравје. Да ја видиме репортажата, па потоа продолжуваме со Студио 10. Во вториот дел го вклучуваме Ненад Јовановиќ.